Централен дневник на Канал Плюс, добро вечер. Останете со нас, почнуваме веднаш по кратката најава. Поставен е камен темелник на леарницата на Crownfield Foundry во Пробиштипско Неокази. Инвестицијата е 15 милиони евра по завршување на изградбата во април наредната година. Таму ќе работат околу 300 лица. Секторот за внатрешни работи Штип ја расветли кражбата на 12.000 евра во Кочани. Во текот на јули СВР Штип расветли 15 пријавени кривични дела кражби, а против сторителите се поднесени кривични пријави. Драстичната промена на температурите за едно деноноќие ги наполни амбулантите во Кочани. Појавата на стомачните вируси, главоболка, покачен крвен притисок се резултат од временските варијации. Голем ден за пробиштипјани. По најавеното рестартирање на рудникот Злетово, денес поставен камен темелник на нова фабрика во индустриската зона кај Неокази. Инвестицијата е во вредност од над 15 милиони евра и преку неа ќе се обезбеди вработување на 300 невработени лица. Денешниот 26 јули е голем ден за пробиштипјани. Во близина на селото Неокази, каде што ќе никне новата индустријска зона, денес е поставен камен темелник на нова фабрика, леарница на метали. Фабрика која што ќе овозможи препорот на Пробиштип во делот на базичната индустрија, Пробиштип како индустријски град, покрај фабриката за акумулатори, рудниците Злетово кои што благодарение на огромната поддршка од владата повторно најдоа нов собственик и се во фаза на рестартирање, ќе ја имаме и Crownfield Foundry која што ќе отвори нови работни места. Ова леарница ќе ги задоволува сите најстроги стандарди и критериуми во Европа во однос на заштита на животната средина. Ова фабрика ќе биде во функција на неколку стопански гранки, меѓу кои и за автоиндустријата. Во автоматизираната леарница која ќе се гради според сите еколошки стандарди, ќе се произведуваат високо квалитетни производи кои наоѓаат примена во монтажната, железничката и пред се во автомобилската индустрија. Со цел да се постигне максимална ефикасност во процесот на производство и да се задоволат сите еколошки стандарди на Република Македонија и регулативите на Европската Унија, проектот вклучува соработка и со други реномирани западноевропски компании добавувачи на најсовремена опрема за наменета за леарската индустрија. Во близина на новата инвестиција не е предвидена депонија од причина што таа нема да произведува отпад, истакна државниот секретар Лепиткова. Јас искрено верувам дека сите еколошки стандарди се запазени и знам дека тоа е така, меѓутоа верувајте и вие во нас во институциите дека ние постојано ќе следиме работата на фабриката и преку нашите инспекцијски служби ќе можеме секогаш да бидеме во синергија и ако има одредени проблеми да ги подобруваме. За вице-премиерот Пешевски, новата фабрика во Пробиштип е дел од предвидените проекти на владата за подинамичен развој и подобар стандард на населението. Владата на Република Македонија како главен приоритет во својата економска програма го има поставено намалувањето на невработеноста, но тоа не е по било која цена. Оваа леарница ќе биде опремена со најсовремена технологија и ќе се исполнат сите еколошки стандарди за производство, при што нема да има негативни последици врз животот на луѓето, животните или на растителниот свет. Поздравувајќи го чинот на поставувањето на камен темелникот, премиерот Емил Димитриев истакна. Ова инвестиција е инвестиција на Crownfield компанијата, која што ќе биде во делот на обојната металургија и нејзина главна дејност ќе биде лењето на алуминиум и железо, кои што ќе бидат употребувани во монтажната и железничката индустрија, исто така и во автомобилската индустрија. Плановите на инвеститорот се да отпочне со работа првата половина на наредна година, значи со тоа ќе отпочнат и првите вработувања и отприлика за година-две ќе се оптимизира бројот на вкупно 280 вработувања, пошто имам најава дека инвеститорот планира и отворање на нова втора линија, втора фаза со која се очекуваат некаде најмалку да се дуплираат вработувањата. На свеченоста во Пробиштип присуствуваше и председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, кој истакна дека ова е само почеток на она што ќе следува во наредниот период во делот на инвестициите. Со оваа нова инвестиција ќе има дополнителни вработувања и дополнително намалување на бројот на невработени во општината. Тука е значено што се реализираше и
продажбата на основните средства од рудникот Злетовица на прилично способен инвеститор кој што е силен, мокен и кој што го враќа рудникот како во времињата кога бил најак, најсилен, ги враќа вработените. Значи, според информациите што ги имаме добиено, се завршуваат последните процедури во наредните денови или недела две и некаде во август се планира позначително да почне да се враќаат рударите во рудникот. Новата фабрика е со корисна површина од 8000 метри квадратни. Предвидено е да биде изградена до април наредната година и во неа во првата фаза да бидат вработени околу 300 лица. На интернет страницата на Државната изборна комисија објавени се имињата на 39.502 гласачи, кои се сметаат за спорни. Истите ќе имаат рок од 25 дена да се запишат на списокот на гласачи. На Државната изборна комисија објавени се имињата на 39.520 гласачи кои се сметаат за спорни. Истите ќе имаат рок од 25 дена да се запишат на списокот на гласачи. Спорни гласачи има во 53 општини, а најголем број се во Чаир, Тетово и во општина Карпош. Регистрирањето на гласачите ќе биде лично во подрачните единици на Државната изборна комисија, како и во канцелариите на управата за водење на матични книги, каде гласачите ќе мора да дојдат и да приложат важечка лична карта или пасош. За да може да се олесни пријавувањето, на веб страницата на Државната изборна комисија поставена е апликација за електронско пријавување. За електронското пријавување, засегнатите лица ќе треба да го внесат матичниот број и да испратат скенирана копија од лична карта или пасош. Пријавувањето ќе трае до 16 август, а ќе може да се врши секој ден во период од 8:30 до 19 часот. По истек на овој рок, Државната изборна комисија ќе има уште 10 дена на располагање за да може да направи дополнителни контроли или лично да контактира со гласачите. Предходно, на адресите што ги има Државната изборна комисија до спорните гласачи ќе биде испратено писмо преку кое ќе се информираат за потребата од пријавување. Ако лицата не се пријават електронски или лично во предвидениот рок, нема да бидат запишани во списокот на гласачи. Тие ќе добијат уште една шанса за пријавување, тоа е за време на јавниот увид на избирачкиот список пред парламентарните избори, што според најавите треба да се одржат до крајот на годината. Според бројот на спорни гласачи води општина Чаир со 8659 лица, веднаш зад неа е Тетово со 6692 лица, Карпош каде што има 4008 избирачи и општина Центар во Скопје со 3005 гласачи. Во Пехчево има еден спорен гласач. Според списокот што го објави Државната изборна комисија, спорни гласачи има во 53 општини, меѓу 0 и 50 спорни гласачи има во Берово, Виница, Делчево, Кратово, Македонски Брод, Неготино и Пробиштип. Од 100 до 1000 има во Струмица, Свети Николе, Ресен, Радовиш, Прилеп, Охрид, Крушево, Дебар, Кавадар, Цикочани, Велес и Гевгелија. Секторот за внатрешни работи Штип ја расветли кражбата на 12.000 евра во Кочани. Во текот на јули СВР Штип расветли 15 пријавени кривични дела кражби, а против сторителите се поднесени кривични пријави. Кривична пријава заработи лицето СА 25 години од Кочани, кој пред 20 дена сред Белден украде 12.000 евро од негов познајник. Лицето се товари за постоење на основи на сомнение за сторено кривично дело, тешка кражба на дрзок начин. Имено на 6.7.2016 година на улица Стамен Манов во Кочани, пријавениот со намера за себе да прибави противправна имотна корис, искористил прилика кога лице од Кочани со намера да го почести, од џебот извадил паричник во кој имало 12.000 евра, 9.000 денари и лични документи, а пријавениот на дрзок начин му го грабнал од рацете и побегнал, предизвикувајќи материјална штета од 750.000 денари. Кочанските инспектори недозволена трговија со дрога при извршени претреси на дом кај 3 лица пронашле недозволени опојни дроги, додека при претрес на возило кај село Чешиново пронашле околу 20 грама опојна дрога марихуана, за што на лицето му е одредена мерка притвор во траење од 30 дена. На ден 20 и 21.7.2016 година, кај 3 лица од Кочани било пронајдено 17,4 грама енен растителна материја, марихуана, 11 семки и 10 од пушоци, при што истите биле одземени и испратени на вештачење. На ден 19.7.2016 година
При извршен преглед на возило на бензинска помпа кај село Чешиново, кај лице од Велес било пронајдена и одземена опојна дрога марихуана со вкупна нето тежина од 21,03 грама. Против пријавениот е поднесена кривична пријава до Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција Скопје и лицето е предадено на истражен судија на претходна постапка, при што му било одредена мерка притвор во трајање од 30 дена. Во текот на месец јули, одсекот за општ криминалитет при секторот за внатрешни работи Штип расветлил 15 пријавени кривични дела, од кои 5 тешки кражби од продавници, 5 тешки кражби од куќи, 2 тешки кражби од патнички моторни возила, 2 одземени моторни возила и 1 кражба при згодна прилика. Против сторителите на наведените кривични дела поднесени се кривични пријави до Основното јавно обвинителство Штип. Заводот за јавно здравје во Кочани ја следи и испитува водата за пиење во Кочани и соседните општини Зрновци и Чешиново Облешево. Од таму се децидни дека не се точни гласините дека водата во кочанските планински села е неисправна за пиење. Од Заводот за јавно здравје во Кочани информираа дека водата за пиење во Кочани и соседните општини Зрновци и Чешиново Облешево е исправна за пиење. Оттаму информираа дека сите земени примероци вода во мај, јуни и јули од водоводната мрежа од регионалниот водовод Кочани се физичко, хемиски и микробиолошко исправни. Од Заводот за јавно здравје во Кочани истакнуваат дека на основа на направените анализи и стручно мислење водата од локалните водоводи во селата Зрновци, Мородвис, Панчево и Кучичино е исправна. Исклучок од ова испитаниот примерок вода од село Видовиште, која не ги задоволува прописите за микробиолошка исправност, бидејќи содржи бактерии. Причината за ваквата состојба во основа е нередовното хлорирање на водата. Центарот за јавно здравје Кочани, Оделение за хигиена и здравствена екологија, врши редовен мониторинг на водите од индивидуални и јавни чешми, бунари и пумпи во општините Чешиново, Облешево и Зрновци. Резултатите од анализите со соодветно стручно мислење и препораки редовно се доставуваат до општините и граѓаните со цел на времено информирање. Топло, мачно и спарно. Драстичната промена на температурите за едно деноноќие ги наполни амбулантите во Кочани. Појавата на стомачните вируси, главоболка и покачен крвен притисок резултат од временските варијации. Завчера плюс 40, денес 15 степени помалку. Ваквите температурни разлики се шок за организмот. На наглите промени на времето не реагираат само хронично болните, туку и здравите луѓе. Топло, мачно и спарно. Драстичната промена на температурите за едно деноноќие ги наполни амбулантите. Секој граѓанин различно реагира на промените на времето. Главно страдаат од покачен крвен притисок, главоболка и стомачни вируси. Вие знаете од медицината топло, ладно и луѓето страдаат. Особено тие што се со нарушено здравје. Качува степените од 10 на 30. Сега е обрно, после ќе јасно спорно. Парно. Топло, ладно не бива. Годините си прават своето. Сега идам од доктор, никако. Притисоците високи, на нервена база. Многу тешко, но тоа е тоа. При вакви температурни разлики се зголемува и бројот на повици во брзата помош. Инаку од утре синоптичарите најавуваат променливо облачно, посвежо и нестабилно, време со пороен дожд и грмежи. УВ индексот ќе изнесува 7, а температурата ќе се движи од 20 до 30 степени. Ке се реконструира внатрешниот дел на киносалата во Делчево. Средствата во висина од 3.600.000 динари се обезбедени преку програмата на Министерството за култура за 2016 година. Понадворешната и внатрешната конструкција на киносалата во Делчево ќе добие сосема нов лик. Преку програмата од Министерството за култура на Република Македонија за 2016 година, Националната установа Центар за култура Никола Јонков Вапцаров, во чија што собственост е зградата, го доби проектот комплетна внатрешна реконструкција на киносалата. Сала во која освен презентации на филмови од богатата македонска и светска кинематографија, се користи и за одржување на други културни настани, театарски представи, семинари, предавања, концерти и манифестации.
Значи предвидено е во 2016 година, до крајот на 2016 година, значи комплетно да се направи целосна внатрешна реконструкција на киносалата, со тоа значи би добили еден простор каде што можеме да ја збогатиме културната понуда и со тоа да добиеме еден репрезентативен објект. Ќе биде реконструирана сцената, потоа партерните делови, седиштата комплетно ќе бидат променети и значи целокупно подкорната конструкција на киносалата. Вкупната вредност на проектот што Центарот за култура го доби преку Министерството за култура изнесува 3.600.000 денари. Се работи за средства кои што до крајот на 2016 година, после распишувањето на тендерот и избирањето на фирмата, комплетно целиот внатрешен интериер ќе биде реконструиран. Надворешниот лик на зградата на киносалата во Делчево беше обновен во 2014 година, каде исто така со средства од Министерството за култура беше поставена нова фасада и санирана кровната конструкција. Со рок симфонија во изведба на Камерниот оркестар од Битола утре ќе заврши овогодишното Штипско културно лето, во кое штипјани имаа можност да погледнат над 7 театарски представи, 11 концерти, 5 промоции на книги, 3 промоции на филмови и 4 ликовни изложби. Од Дом на млади, каде утре вечер со почеток во 22 часот ќе се одржи концертот на Камерниот оркестар од Битола, најавуваат спектакуларен крај на 31-то издание на најобемната летна културна манифестација на Истокот. Имено станува збор за рок симфонијата, на која ќе учествуваат 30 веќе докажани музичари и кои ќе свират рок симфонии, тоест ќе имаат изведба на рок песни. Освен оркестарот ќе имаме и вокални солисти, се работи за Михајло Трајковски Сак, Жарко Јакимовски и Петар Христов. Исто така настанот ќе биде проследен и од хор, што значи дека ваков настан досега не сме имале можност да проследиме во Штип, затоа ги покануваме сите оние кои што сакаат да слушаат не само рок музика, туку сакаат да проследат еден настан кој се разликува од сите останати кои имаме можност да ги погледнеме во нашата општина, да повелат во среда, а со тоа да го затвориме и Штипско културно лето 2016 година. Најмалку 8 лица загинаа денес при експлозија на 2 бомби во близина на аеродромот Аден Аде во сомалискиот главен град Могадишу, соопшти представник од силите за безбедност на Сомалија. Првата експлозија се случила близу контролен пункт на патот кон аеродромот, а втората пред седиштето на Обединетите нации во Могадишу. Првата експлозија се претпоставува дека е предизвикана од автомобил бомба. По двете експлозии следеле престрелки. За сега никој не презеде одговорност за нападите, но тие укажуваат на методите на радикалната исламистичка група Ал-Шабаб, која е поврзана со Ал-Каида. Тројца загинати и еден ранет е билансот на жртвите на денешната заложничка криза во една црква близу францускиот град Руан, соопшти полицијата. Како што јави телевизијата Франс 24, 2 вооружени лица кои како заложници држеа неколку луѓе во црквата се ликвидирани при акцијата на француските безбедносни сили за нивно неутрализирање. При акцијата напаѓачите го убиле локалниот свештеник и му нанеле посериозни повреди на уште едно лице. Напаѓачите кои биле вооружени со ножеви биле убиени при обидот да побегнат од црквата. Полицијата не јавува дали инцидентот во близината на Руан го смета за терористички напад. Во дом за хендикепирани лица во Сагамихара во близина на Токио, момче уби најмалку 19 луѓе. Во нападот со нож повредени се над 40 луѓе, од кои дел тешко. 26-годишниот напаѓач непосредно по злосторството самиот се пријавил во полиција. Напаѓачот тврдел дека порано работел во домот за хендикепирани лица во градот, а како мотив за нападот тој навел омраза кон хендикепираните. Медиумите јавија дека напаѓачот наводно во февруари доставил писмо до председателот на Јапонскиот парламент во кое бара еутаназија на хендикепираните. Во писмото тој се заканел и дека за Јапонија ќе убие 470 хендикепирани лица. Уште еден штипјанец се здоби со професионална лиценца за фудбалски тренер. Никола Кузманов е вториот тренер во Штип кој успеа да се здобие со профудбалска лиценца, која му го носи правото да биде тренер на било кој клуб
во елитните лиги во земјава и странство. Пред Кузманов ваква лиценца успеа да обезбеди штипјанецот Владко Костов. Инаку Кузманов досега како тренер 3 пати бил на кормилото на Штипска Брегалниц, во која последниот пат остана се до 2015 година. Про лиценцата која му беше доделена на 14 јули годинава ќе значи голем напредок во неговата кариера. За да стигне до неа, тој претходно успешно го помина семинарот за тренери на кој се здоби со искуство преку предавањата на еминентни тренери од Европа. Инаку Никола Кузманов, кој важи како мощен строг тренер, своевремено беше и фудбалер на Брегалница во времето на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, кога Штипска Брегалница се напреваруваше во тогашната трета фудбалска лига Исток. Европската фудбалска асоциација УЕФА со мало задоцнување ги казни Ливерпул и Севиља поради навивачките испади на финалниот натпревар кој годинава се одржа во Лигата на Европа, а се играше во градот Базел, Швајцарија. Премиер лигашот Ливерпул е казнет со 16.000 евра, додека пак Севиља ќе мора да плати 1.000 евра повеќе поради нередите на своите навивачи. Финалето на Лигата на Европа, кој се одигра на 18 мај тогаш, заврши со победа на Севиља со резултат 3-1, откако на полувреме Ливерпул водеше со 1:0. Исто така победата на Ливерпул над Борусија Дортмунд во Лига Европа донесе уште една парична казна за овој премиер лигаш, казна која изнесува 10.000 евра поради фрлање на пиротехнички средства на навивачите на Енфилд. Ово беше се во централното издание на Дневникот. Наредното издание на Дневникот е веќе во 23 часот. До тогаш, пријатна вечер.